Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Светан Трипуновски и председателот на Ловечката федерација на Македонија Владко Алексовски во присуство на голем број ловци во руинираниот ловен дом во Кочани го озваничија доделувањето на двете ловишта на едно од најстарите ловни друженија во државата Осогово. На тој начин е исправена една голема неправда што им е направена на ловците од Кочанскиот регион уште пред 15 на години, кога на чуден начин ловните терени ги презеде концесионерот Текстил од Скопје. Непосредно починот на доделувањето на договорите, министерот Трипуновски за ТВ Кочани изјави: Ги доделивме двата договори за одгледување и заштита на двете ловишта кои што се на овој регион. Со ова посебна серија измена на законот за ловство практично исправаме една неправда која што била направена во минатото. Зборуваме за ловно друштво, здружение кое што е постаро од 100 години, значи една сериозна традиција, едно од најстариите друштва во нашата држава, и со ваков еден пристап практично ја враќаме оваа спортска категорија помеѓу најголемите љубители, тоа се ловците. Во наредниот период, согласно објавата, ќе се додели официјално ловиштето на концесија на ловното друштво. Да, гледам дека во самите лица изразот говори дека е едно големо задоволство и оваа неправда која што се исправа е од вака сериозно прифатена со едно големо задоволство. Тоа е наша обврска да бидеме на сервис на сите категории кои што ги застапуваме, меѓу другото мојата и за ловците. За значењето на враќањето на ловиштата во владение, односно стопанисување на ЛЗО Осогово, председателот Алексовски заслугите му ги припише на екс-градоначалникот Љупчо Папазов, кој уште пред 3 години ја инициирал неопходноста од исправање на неправдата кон кочанските ловци. Ова благодарница ја посветувам на вашиот екс-градоначалник Љупчо Папазов. Пред неколку години одам на гостување во Утриска на Канал 5. Случајно не сум знаел дека тој ќе биде со мене во емисија. Кога се отвори тема на темата ловство, дискусија, заврши емисијата, човекот ми приде и ми вели: председателе, дајте ми телефон, дај нешто да направиме да се вратат терените на ловешкото здружение Осогово од Кочани. Како прв човек на градот тоа ми многу тежи и сакам да им помогнам на луѓето. За војна на вистината, двајцата му се јавивме на дени и веднаш договоривме средба со министерот и заеднички го замоливме да се реализира ова ветување и овој ден денеска е многу значаен бидејќи тоа е реализирано, така да ова благодарница моја ја светувам на Љупчо Папазов. Инаку во оваа фаза двете ловишта се дадени со цел заштита и одгледување на дивечот, а во втора фаза ЛЗО Осогово ќе стопанисува со истите во согласност со законот за ловство. Во оваа прилика последниот председател на ЛЗО Осогово, Дејан Данев, им додели благодарници на министерот Трипуновски и председателот Алексовски за успешно завршениот процес на враќање на ловиштата на еден од најстарите ловци Трајче Трендов, како и на други заслужни ловци и соработници.